Верувам дека си го направивте вашиот омилен пиелог за да уживате во домот, додека го следите се оно што го имаме подготвено за вас, а ние во овој дел секогаш правиме интересни прашања за нашите гостинки со кои ќе ги изненадиме, малку ќе поттикнеме насмевка и да ни споделат можеби нешто што ние не ги прашавме. Доктор Тина, повелете, пред вас има мал сад со прашања, посегнете, земете си, подадете им на Мери и на Ана веднаш до вас, за да може да ни одговорат на едни интересни и креативни прашања. Повелете, доктор Тина, прочитете го вие прво. Гледам со очилата, не ги носам. Добро е. Сте војдели сметка, да. Малку да, покрупно. Дали верувате во љубов на прв поглед? Ова е за мене тешко прашање. Навистина е тешко прашање. Со добро време во работа со младите веруваат ли тие на љубов на прв поглед? Да, веруваат. Верувам во љубов. Така. Љубов на прв поглед е... Зошто за вас тешко прашање, доктор Тина? Па, затоа што веројатно со возраста, со искуството сум сватила дека љубовта не е се. Може би некој ќе се разочара од овој одговор, меѓутоа е многу во животот, но не е се. И ако се подпираме само на љубов, ризикуваме многу аспекти од животот да се деликатни или да ги искомплицираме. И љубов, да, љубов на прв поглед е, знаете како, тука има и измешано и магија на недозволено, па ни го знаеме партнерот или партнерката, па го идеализираме, па тоа ми е малце повеќе филмски. Во реалното живење, во реалното живење, да. Љубов, мислам дека е нешто што го градиме, треба да е стабилно во време, да трае, да обстојува, да издржува предизвици. Тоа е за мене љубов вистински. Да. Вистински. Убаво кажано. Доктор Мери, вашето прашање? Како дете бевте? Каква бевте како дете? Како дете бев срамежлива, мирна и обседната со учење, пак ќе повторам. Затоа сте тука каде што сте? Да, можам да кажам дека имав убаво детство, значи таму каде што растев, со другарите и околината, живее во куќа, значи, и имавме детство исполнето со игра, надвор, на улицата, така да тие ми се убави спомени. Ме радува. Ана? Која беше вашата прва работа? Интересно, во 2009 година јас сум дел од, да кажам, тогашната кампања 100 најдобри студенти кои што се вработуваа со просек 10.00. Значи, моето образование го завршив со просек 10.00 и на тестирањето кое што го правеше владата бев во првите 10 повторно и моето место припадна да бидам во секретаријатот за европски прашања во тоа време, сега и министерство, во кабинетот на вице-премиерот заложен за европски прашања, бидејќи тоа беше и моето образование, дипломата и меѓународна политика. На вистина прекрасно искуство, многу беше убаво признанието дека некој тоа го цени, дека на вистина си на местото и си на работата, да, која што сакаш да ја работиш и за која што си учел. Ве знам многу одамна и додека студиравте, работевте, така да сте одличен пример дека кога сме посветени може да стигнеме онаму каде што сакаме. Ви благодарам на искрените одговори, а сега да ги погледнеме и фотографиите, па така можеме и малку повеќе да ги запознаеме нашите гостинки, да ги погледнеме фотографиите од Ана, бидејќи со неа го завршивме и последното прашање и да ги коментираме истите. Ана, слободно коментирајте ни го што ни е на екранот. Да, ова е веќе првиот настан, ова е првиот академски час на најголемиот не така одамна, 1 октомври. Да, на првиот најголемиот државен универзитет. Заедно со Министерката за образование и наука, ова беше еден од првите настани кој што беше, да кажам, како по моето избирање за директор, каде што присуствував заедно со Министерката и кој што беше навистина убаво да ги поздравиме студентите, бидејќи студентите не се најголемите корисници на програмата Erasmus+. Така, следна фотографија. Ова е признание од American College, настан кој што исто така беше еден од првите настани на кои што присуствував. Националната агенција доби награда за или признание за најдобар партнер, бидејќи долго време соработуваме со Универзитетот American College и тоа е навистина едно од подобрите универзитети, приватни универзитети кои што супер менаџираат со програмата. Сме имале многу професори токму од овој универзитет.
Ова е неодамна, значи помеѓу последните настани на кои што присуствува ова е на економскиот факултет во Скопје. Тие исто така се едни од поголемите корисници на програмата. Ова е баш за дигитална трансформација проект кој што веќе доаѓа до својот крај и кој што успешно е реализиран и е оценет со голем број на бодови. Ова е последната посета во Република Хрватска, заедно со моите колеги, каде што разменувавме искуства, учевме од Хрватската национална агенција, која што е многу важен дел од Европската агенција. А најважен дел на секој е приватниот живот. Да, ова е мојот дом, моето, да кажем, уточиште, она што ме прави среќна. Ова се моите две прекрасни дечиња, фамилијата, супругот, ова се едни убави спомени, убав настани, ова е роден ден од керкичката. Значи, буквално, ако дома го нема мирот, нема мир никаде за мене. Значи, такви луѓе сме што постојано правиме прослави, сакаме да се собираме фамилиарни, задолжително еднаш неделно целата фамилија е собрана на некој семеен ручек. Ваво? Да, и ова е исто така со моето синче, кој што многу ги сака животните, но се плаши од нив. Па така да сме сликани на овој начин пред блиско, а далеко. Да. Секогаш е така, тој е малку поплашлив, девојката е малку похрабра, да, малку похрабра. Така е. Не изгрејте се, не зајди сонце, значи тие се мојот мир, мојата љубов, мојот дом, она што ме прави стварно среќна. Ова е она што зборувавме, ова е настана со кутијата, каде што ги собравме сите корисници на програмата кои што ставија пораки во кутијата и кои што дојдоа во просториите во Националната агенција да го направиме зидот на спомени. Ова е зидот на спомени, каде што се потпишавме сите. Многу сакам да патувам, ова е една фотографија од патување. Заедно со семејството постојано сакаме да патуваме, секој слободно време го користиме да патуваме. Ова сигурно. Тие ве дружат на патување? Да, не дружат најчесто на патувањата. И како се нивните имиња, да не ги заборавиме? Христијан и Калина. Огромен поздрав до Христијан и Калина, да. Кој верувам ќе не гледа. Да, Христијан. Ова е последна фотографија, директорка Ана, вака со отворени раце да ги примите сите спомени кои што агенцијата ќе ги создава 2026 и уште поубави пораки да раскажеме во годината која е пред нас. Ви благодарам. Ви благодарам за приватните фотографии. Доктор Тина, да ги погледнеме вашите фотографии. Од доктор Тина да ги раскажеме истите по професионални, но сепак имаме професија за која што многу треба да зборуваме. Овој час и половина дури не е краток. Така. Ова е релативно скоро мојата омилена активност во друштво на студенти на факултетот по психологија на Универзитетот Кирил и Методи. На покана на студентите зборувавме психолози, меѓутоа професионалци во различни сегменти од психологијата. Моето најголемо задоволство е кога имам било каков контакт со студенти. Многу го сакам. И ме радува што бројот на студенти токму на овој факултет се зголемува. На психологија многу дури не може да го искрепат сето тоа. Овдека е колешката присутна меѓу сите присутни, највисоката Бојана, која што го представуваше Центарот Когниција на последниот конгрес на невролози пред отприлика 2 недели или 3 во Охрид со меѓународно учество, така што се обидуваме како центар да бидеме присутни на овие научни собири. Тука е јас таму во црвената кошула и колешката Мими се гледа и колегите останати. Меѓу останатите наши активности организираме обука од област на клиничка невропсихологија. Кој се може да се пријави? Колку пати во годината се организира токму ваква обука? Така. 8 година поред ја организираме. Наменета е за психолози, лекари, за дефектолози, логопеди, практично за стручни лица. Така. Се еднаш до минатата година беше организирана како една целина со 8 модули.
Од оваа година се одлучивме да го смениме концептот и сега секој модул е приказна за себе. Значи, секој може да присуствува поединечно на еден модул или на цела едукација, кој како сака. Од оваа година воведовме, инаку ова го работев заедно со колешка од Белград, доцент доктор Гордана Томич, он е исто клинички невропсихолог, а од оваа година во едукацијата вклучуваме и психијатри, вклучени се двајца невролози, вклучен е адвокат, иако ќе ви биде чудно, затоа што имаме легално правни прашања за кои што сметам дека не сме многу информирани кога и како треба да постапуваме. И имаме радиолог исто така, колешка од Аџбадем Систина. Така што малку го прошируваме концептот и мислам дека или барем се трудиме да опфатиме колку што може повеќе области за кои што... Да се опфатно. Да. Што гледаме на екрана? Исто така едукација, клиничка невропсихологија, примерно ниво, напредно ниво, гледаме и дел од колегите што се вработени во когниција, меѓутоа гледаме и останатите колеги и колешки кои што работат со насмевка се оди на едукација. Овде сме во Белград со директорот на клиника за неврологија во Белград, со колешката клинички невропсихолог од Белград, со другата колешка со која што соработуваме и две од когниција, едната сум јас. Овде сме, зошто ја одбрав оваа слика, со професор Џонов, многу значајна фигура. Јас работев на клиника за неврологија 10 години, кој што овозможи, благодарение на него се врати во Македонија, бидејќи се школував надвор, и овозможи по моето враќање да ја развием клиничката невропсихологија во Македонија и секоја прилика ја користам да му се заблагодарам. Секоја чест. Да. Ова е исто првата едукација, затоа ја ставив, тоа беше баш пред ковид. Толку ни беше убаво замислено и така убаво почнавме. Еден од модулите, ова се случува на клиника за психијатрија, инаку Центарот Когниција соработува и со психијатрија, и со неврологија, и со приватните болници, и со Ремедика, и со Систина. Секогаш треба да се има соработка. Да. И ова е баш на клиника за психијатрија, она што ми се допаѓа, што имавме прилика да работиме со пациенти во клиниката и на неврологија истото го правевме, потоа се случи ковид и тука нели се смени концептот. Ова се зошто ја одвоив оваа слика, ете да се видат сертификатите кои што ги издава Центарот Когниција после успешно завршена обука и тука имаме единствената пензионерка која што психолог, пензионер, која што се запише и успешно ја заврши едукацијата. Зошто ова го издвојувам? За да промовираме доживотно учење. Браво. Не мора секогаш да е формално, може да биде и неформално учење. Така. Да. И ова ни е последна фотографија од вас. Супер што сте ја ставили оваа фотографија. Центарот Когниција заедно со Подари планина организиравме заедничко дружење, активност, колегите од Когниција и останати, дали членови од семејствата, дали лица што придонеле за Когниција. И тоа што го видовте кутрето е всушност Когниција е pet friendly. Така. Тоа е лино кој што од мал првата промоција на Когниција како pet friendly ја направивме со лино и тука ни е лино кој што ние заштитно лице бидејќи ние промовираме. И не само тоа што го работиме како терапија, туку миленичињата имаат свое влијание, музикотерапија, арт-терапија, физичка активност и се обидуваме преку своите примери и дела да го живееме тоа што го промовираме. Споминавте многу, но ако започнеме еден сегмент, ќе треба да одвоиме многу за тоа како милениците влијаат. Ја споминавте музиката, но за тоа ќе одвоиме посебно време и внимание и ќе ве посетиме во Когниција за да го споделиме како и ќе го поканиме лино. Може. И пензионер која доживотно учи. Да. Така да ме радува што имаме такви луѓе кои се наш огромна публика и ги мотивираме дека не треба да завршат со учењето со моментот кога завршуваат со процесот на образование или работа. Но да ги погледнеме и фотографиите од доктор Мери, тоа што таа ни го сподели и да го искоментираме истото. Ова е кога завршував медицински факултет, мојата апсолвентска слика. Она табло на која сите сме горд. Да. Се спремам. Ова се моите родители.
значи во моето детство. Ги споменавме, убаво што имаме фотографија. Да, сакам да ги споменам и да им се заблагодарам за се што направија за мене, за нивната поддршка кон мене и покрај сите потешкоти. Како се нивните имиња? Рамиза и Енвер. Голем поздрав. Се уште се ваша поддршка, апелувам и за деца и за се што треба. И за деца и за се наоколу, особено мајка ми. Кого имаме тука на фотографија? Тоа е брат ми, значи кој што е помал од мене. Да. И кој што моментално живее и работи во Ирска како инженер. Ке се зачудев ако ми кажете дека е тука, мислам. Така. Огромен поздрав Поздрав до него. и до него. Да. Ова е некоја прослава на роденден, но не е домашни торти? На роденден, домашни торти. Така. Ова е првиот роденден на мојата втора ќерка, а петиот роденден на првата ќерка, значи тие се разлика 4 години и заеднички роденден им славевме заедно со моите родители сме на сликата и со мојот брат. Одлично, многу бава фотографија. Ова сме ние, јас, сопругот и моите две ќерки. Така. Ова е слика од докторатот на мојот сопруг, кој докторираше на Филозофскиот факултет во Скопје. Браво. Значи, Која е темата на која Удрска еден на друг. Да. Работата на докторатот му беше околу политичките партии, со осврт на ромските политички партии во Македонија и менаџирање на конфликти. Одлично. Сопругот ве поддржува и зад камерите. Голем поздрав до него и секоја чест за изборот на докторатот кој го има одбраната. Ова исто така подигањето на неговата диплома за докторатот. Секоја чест. Гледали. Ова сум јас во болницата во која што работам, 8 септември. Ова е некое време, можеби пред ковидот. Слика надвор. Ова е што 8 септември, мислам дека беше најоптоварена клиника за да, ние бевме прва ковид болница бевме. Така. Ова е еден конгрес во Белград на канцеролошка недела, некаде ова време во ноември прошлата година. Така. Во интерес на времето, доктор Мери, ви благодарам на споделување на вашата животна приказна. Но тука би ве запрашала дали има прашање кое што не ви го поставивме, а сакате да го споделите. Ева да започнеме, доктор Мери, со вас. Бидејќи имаме уште некоја минута. Па јас мислам вака на се што требаше поразговаравме, има многу теми понатака. Се надевам и на професионално ниво ќе се развиваме, па ќе повторно ќе се видиме да поразговараме од таа област. Секако. Канцерот за жал е епидемија во Македонија за која што не зборуваме можеби јавно и не зборуваме секојдневно. Да се каже, да. Но што е она што најмногу ги оптоварува пациентите? Кој е канцерот кој што можеби доминира на се она што го имаме? Па тоа зависи, значи кај жените преовладува карциномот на дојката, кај мажите на простатата, додека водечка причина за смртност е карциномот на белите дробови, колоректарниот канцер исто така тука се бројува, значи скринингот, пред се можам да го спомнам, значи на тоа треба се работи и дополнително да се работи како една алка за превенција и навреме откривање на карциномот во фаза кога се уште многу може да им се помогне на пациентите. Кој е вашиот совет за сите кои што не гледаат, сакаат да внимаваат на себе и на своето здравје? Како може да направиме превенција? Дали во текот на годината еднаш кога отидеме на преглед или само преглед дома? Кој е начинот за да знаеме дека треба да го вклучиме алармот и да навреме спречиме? Секако има и програми за скрининг кои што ги добиваат матичните лекари во Македонија. За жените преку кабинетот на дојка се спроведува скрининг за карциномот на дојка. Тука особено треба да ја споменеме наследната компонента. Значи пациентите кои што имаат во својата фамилија значи историја на болни од карцином, тие треба и порано да го започнат скринингот. Колоректалниот канцер кај мажите, простатата, значи треба на време да го посетат својот матичен лекар и некако да се обидат, иако знам дека прегледите на државно се значи многу зафатени,
така да треба да поработиме и на тој дел да има доволно термини за пациентите да можат да го остварат овој скрининг на државно, а не на приватно. Така. Доктор Тина, прашање што можеби не ви го поставивме и ете, нешто што сакате да им го упатите на сите кои стравуваат да посетат лекар од вашата област, и може да го вклучат алармот, особено кај пријател, сосед, добронамерно да посоветуваат дека забележуваат промена која што можеби самите не си ја не забележуваме. Така да некои промени можеби не ги забележуваме, некои ги забележуваме, па свесно или несвесно одлучуваме да не побараме помош, да. Инаку, јас во принцип од моја област можам да зборувам неограничено. Така. И сега ќе се воздржам, нели? Само би апелирала да зборуваме за менталното здравје. Може би еве денес би издвоила една тема за која помалку се зборува споредено со останатите теми, а се почестни е, да кажам, проблем со кој што доаѓаат луѓето. Тоа е во народот познато како АДХД или дефицит во внимание со хиперактивност, особено кај возрастни. Малку повеќе го познаваме како проблем кај деца. Така, кај деца е застапено како тематика, но вам изненадувате и мене лично. Кај возрастни имаме многу клиенти возрастни со овој проблем, кои што имаат, им го пореметува вкупниот квалитет на живот значително. Имаат проблем да довршат факултет, ќе почнат едно нешто, ќе прекинат, ќе почнат еден спорт, ќе прекинат една работа, друга работа, дефокусирани, полни со стравови, ќе отидат на ново работно место, како таму ќе се снајдат, па да не е, нели, злото никош не доаѓа само, многу често е придружено со коморбидитети, дали е тоа анксиозност, дали е депресивност како почести. Меѓутоа има и други коморбидитети и сметам дека е проблем за кој што многу малку зборувам и јас се обидувам вака кога сум присутна или на јавни настани или на телевизија. Сметам дека е наша улога на стручните лица да ја извадиме оценка и сите некои предрасуди кои што постојат. Порано мислевме дека тие дечиња кои што постојано им купуваме јакни или комплетчиња, моливчиња, нели, па дека се расеани, забораваат, темпераментот е таков. Не, тие дечиња имаат проблем, може да им се помогне, треба да се побара стручна помош и тие возрастни имаат проблем. Како да забележиме дека ете возрастен постои токму со ваков проблем? Кои се првите сигнали на заборавање, расеаност? Не заборавање во класична смисла како што го гледаме кај деменција, бидејќи тие луѓе ќе се сетат по 5 минути, по 10 или по 15. Ако зборуваме кај возрастни, како за возрастни зборуваме, да. Има некои кои што се прво одиме анамнестички наназад, можеби апел секој од себе да погледне, секој да погледне во себе, некаде од 10-та, 12-та година се враќаме од тој период и гледаме дали често се менувани училишта. Дали често е почнат еден спорт, нечини, втор, трет, еден инструмент, втор инструмент, трет инструмент. При тоа, борби, битки биеле со анксиозност, со депресивност, со самоповредување. Се ова неспецифични или секој од нив може како поединечно да се гледа, ами идејата е да ги собереме на едно место. И како резултат на тоа што имаме? Имаме млад човек кој што почнал факултет, не го завршил, на тој факултет нешто не чинел, почнал друг, тој не го завршил. Трет, никако да стасаат до целта. Одложуваат работи или ги завршуваат во последен момент. Потоа, има еден феномен како daydreaming, како еднодневно сонување. Ќе почне нешто, ќе се отиде некако сумот, поминало времето. Многу често е сега придружено со многу време поминато на социјални мрежи, на интернет и така натаму. Што имаме нереален живот и живење. Да. И конечно имаме индивидуа возрастна на 30, на 40 и повозрастна, и вчера баш имав повозрастна, која што кубури, не може да ги оствари своите потенцијали на работа. Дома е идентификувана како расеана. Нели се вика, ќе фати пушти по дома, ќе тргне едно, ќе го остави, ќе почне друго. И никако не може до крај своите потенцијали да ги оствари само затоа што
бие битки, нешто во неа не и дозволува. Прво е важно да имаме свесност за овој проблем и да, имаат тешкоти со внимание, концентрација, фокус. Понекогаш знаат да бидат многу зборливи, говорливи, па некои тешкоти и психолошки што ги имаат да ги препокриваат со многу зборување. Имаат разноразни луѓе, во сме различни, имаме различни компензаторни стратегии. И во тие случаи што препорачуваме, побарајте стручна помош. Така, доктор Тина, сите што препозна, сакаат да помогнат, како да го надминат стравот и да го преминат прагот за да ве посетат? Бидејќи многумина знаеме колку во Македонија, ако посетуваме ординација како вашата, значи дека нешто некаде... Так. За среќа, ете, тие предрасуди дека на психолог се оди само ако сме, не знам, болни или не знам каков проблем имаме, новиве генерации поготово, тоа е демистифицирано. Значи, одење на психолог не е привилегија само на болни. Јас ќе ви кажам дека ние психолозите што работиме, јас мислам дека барем половината од нас имаме своји психолози, своји терапевти. Работиме на себе и време е за тоа да зборуваме транспарентно. Значи, нема стигма околу тоа. Ова е една алатка, психологот ви е алатка што може да ви помогне низ животот да се соочувате со различни стресни ситуации или со предизвици поврзани за некакво ментално здравствен проблем, болести, така натаму. А да не пристрасно, бидејќи оние разговори кои што ние си ги правиме со нашите најмили, дали е дома или најблизок пријател, пријателка, сепак може да биде пристрасно или да речеме можеби адекватно со секоја нели чести почиско нив, а кога се зборува да речеме некој како што е стручно лице е навистина малку поинаку. На друго ниво може да ни помогне. И може поубаво да се огледа, затоа ние имаме своји психолози. Затоа што ние се заглавуваме во емоциите кога работиме со некој близок. Јас не можам да бидам психолог во класична смисла на моите деца, на моите другарки. Така. Можам да бидам другарка, можам да бидам мајка. Наречи се 3 минути пред крај. Ана, прашање кое што можеби не ви го поставивме, а сакате да го споделите со македонската јавност и ете, предизвици кои што си ги поставувате пред себе, бар малку да откриеме за следно. Да, на крај многу ме замислија докторки во утро. Затоа што, како што напоминав прво предходно, дека ние жените брзајки вамо или тамо да направиме некој баланс помеѓу приватниот живот и професионалниот, некогаш забораваме или го одложуваме работите, посебно да одиме на доктор и така натаму. Затоа ме замислија утрово, ви благодарам за тоа. Ќе се посветам на грижата за себе. Ако се грижиш за себе, сметам дека ќе можеш да се грижиш адекватно и за најблиските. Она што би сакала да го најавам професионално е дека Националната агенција од понеделник ќе почне една, да кажам, повторна кампања кое што ќе биде секој слушнал за Еразмус. Нашата идеја, односно од кога сум начело на агенцијата, ние секој во државата и рурално место да има слушнато барем за Еразмус и да ги охрабриме и да им помогнеме да може да аплицираат во агенцијата, да се охрабрат, бидејќи агенцијата, нели како што кажав, е за образование, обука, млади и спорт. Значи ги опфаќа сите оние сегменти од општеството, од образовниот систем, исто така располага и со европски мрежи кои што им помагаат во одредени области за да може да се охрабрат и да остварат комуникација со изврсниците во странство. Затоа Националната агенција од понеделник почнува се една таква, да кажам, кампања. Најпрво ќе ги посетиме оние училишта кои што воопшто не учествувале во програмата и ќе им предочиме оние кои што се поискусни во програмата за да може да им извршат една презентација, да ги охрабрат, да им кажат дека тоа ништо не е сложено и ништо не, а бенефитите се многу големи од тоа. Така. Ве охрабруваме и ве поддржуваме како медиум до секое место, село, планина, каде и да се обратите, да стигнеме и да ги раскажеме можеби тие приказни на прво училиште кое ќе започне убава соработка, да го споделиме тоа јавно, бидејќи како национален медиум сакаме да ги споделуваме убавите позитивни приказни. Благодарам многу за тоа. Јавно ви благодарам за одвоеното време, за убавите мотивирачки утрински приказни. Верче мислам дека имавме одлични жени. Одличен како за окружување и на оваа работна недела. Така, ќе заокружиме работната седмица со убави и успешни приказни. Така ќе ве оставиме за викенд да одморите и да размислите што следно вие може да направите, бидејќи верувајте, можеме и повеќе од колку што може да замислиме. Благодариме на времето и вниманието кое ни го посветивте, но не менувајте го каналот и натаму оставаме доволно интересни.